Тоа што мислам дека треба да се кажа однапред е дека Северна Македонија ние се имаме поставени стратешки приоритети, без разлика кој е на министерска позиција, значи дали е едниот или другиот. И тие разговори, претпоставувам и со Бугарија и со Грција ќе тргнат од тие поставени стратешки приоритети. Дефинитивно за договорите мора имаме земено и обврска треба да се имплементира до крај. Но многу исто така битно на тој план нема разлики во владата. Да. И битно е колку другата страна сварно е ангажирана и тоа за Република Грција и за Република Бугарија. Колку они сварно работат на тоа јавна дипломатија кај нив во општеството, тоа што го каже и колегата, за да се спреме за ваква еден чекор напред. Значи со Грција како да легнаа работите? Со Грција до некаде мислам дека тргнавме кон добро и тоа ќе се мултиплицира. Значи, пак ќе кажам, за овие две држави кои што е во соседството, до сега не сме имале ние контактот бил на многу ниско ниво. Значи, сега последните неколку години ние почнавме да контактираме и да имаме билатерални средби и да ги едноставно да ги броиме колку билатерални средби сме имали и на кое високо ниво е тоа. Значи, што повеќе контакт ќе се има, толку поедноставно и побрзо ќе се разговара за овие работи. Да не земеме као ние академци доволно доста го правиме тоа, се земеме као што било во историјата и нели податоците од искуството и само со тие податоци сакаме да прогнозираме. Во овој случај е динамичен процесот. Значи не треба да се наведеме на податоците што ги имаме како било од последните 20 години. Да, но имаме еден клучен момент, потпишување на договорите. Од потпишување после тоа веќе е друга насока се движиме. Значи не можеме да се повикуваме на тие дека не сме имале ние и овие стереотипи кои што е од истражувањето. Ја мислам дека и тука со доза резерва треба да ги земеме тие, затоа што е нели тој recency ефект. Последното што го слушаме, тоа на некој начин го искажувам.